Тоа што во многу сфери тапкаме во место како економија и како држава веројатно се должи на исполитизираноста, односно партиските кадровски решенија кои не базираат на знаење, искуства и способности, туку на подобност. Партиските мокници, како ќе ја приграбат власта на раководни функции во јавниот сектор, ставаат послушници за кои не е битно колку знаат и дали имаат соодветно образование, знаење или искуство, туку колку ќе им вршат работа кога ќе затреба. И затоа, по промени на власта, на површина излегуваат незаконски действија, злоупотреби и разни други аномалии. Со оваа проблематика неодамна се позанимава Институтот за демократија, Societas Civilis од Скопје, кој дојде до интересни сознанија. Прво, констатира дека работата на директорот, раководителот на оддел или на целото предпријатие е синоним на одговорна работа и дека раководната позиција треба да се добива со труд, знаење и врз основа на потребното искуство кое што се стекнува низ повеќе годишно работење во одредена област. Бидејќи многу е важно јавните предпријатија да бидат управувани од луѓе кои што имаат знаење и искуство и кои што можат суштински да придонесат при функционирањето на целата организација. Сепак истражувањата покажуваат дека голем дел од јавните предпријатија се управувани од луѓе со недоволно искуство во областа на работата на предпријатието и се со несоодветно формално образование. Според анализите, најголемиот недостаток кој се забележува кај раководните структури на јавните предпријатија е немањето соодветно работно искуство. Околу половина од лицата ставени на раководни функции или воопшто немале искуство или имале до 5 години искуство во работата на јавното предпријатие. Има примери на поедини млади лица првото вработување да им е директорската позиција или од биро директно во директорска фотелја. Од новоназначените директори, 17% немаат никакво искуство од областа на предпријатието. Искуство од 1 до 3 години имаат 8% од директорите, дополнителни 17% имаат искуство помеѓу 4 и 5 години. Наспроти тоа, 58% од назначените директори имаат искуство во работата од 6 или повеќе години, а само 1/3 се со над 10 годишно искуство.